Состојбата со водата за пиење во поплавените тетовски подрачја се стабилизира и во селото Джепчиште водата за пиење според сите прописи за безбедност на вода, покажале резултатите на анализите, соопштуваат денес од Министерството за здравство. По извршеното чистење и дезинфекција на резервоара добиени се резултати дека водата е исправна за пиење, со задолжително продолжување на континуираните мерки за одржување на ова ниво на безбедност и воведување континуирана дезинфекција и хлорирање. Пред 3 дена позитивни резултати за исправност на водата за пиење имаше и за останатите населени места кои беа погодени од поплавите. Во врска со околните села, екипи од ЈКП Тетово интервенирале со цел санирање на дефекти во водоводната мрежа во селата Голема Речица, Шипковица, Лисец и село Порој. Со санирање на овие дефекти на водоводната мрежа и направената дезинфекција, сите овие села имаат водоснабдување и дезинфицирана вода. Министерството за здравство потсетува населението да ги следи препораките за заштита на здравјето. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Невремето во Тетовско го уништи покривот на единствената соба од оваа веќе распадната куќа на Бране Глигориевски, кој живее во Тетовската населба 2 Бреста. Едниот зид од овој објект е веќе урнат. При мал ветер домот се ниша, да се живее тука е многу опасно, вели Бране. Фактички не седим понекогаш дома. Фактички да не ми се сруши уж бетер вик. Идем по пријатели, ќе поседим. И така. Само кога убаво времето. Да, само кога убаво времето искочувам надвор седим. Излагам у дворов, ќе земам столица, ќе поседим малку и така. Бране во неколку наврати апелирал институциите хуманите луѓе да му помогнат. Се вработил во приватна фирма пред 1 година. Платата вели е доволна само за да се прехрани да плати сметки. Ниту денар не останува за санација на куќата. Бара помош од државата, која ветила дека ќе му помогне во градежен материјал и изградба на мала просторија за живење. Државата нешто да ми помогне. Во што лани ветија само пред избори, кога има избори, тога и они ветуваа. А сега, кога нема избори, нека дојда, нека вида, да се увера самите у која ситуација сме. Кажете, сте имали некаква посета од стручни лица? Никој. Минатата година беа архитекти по градба, детална градба, рекува дека ќе дојда, ќе се направи нешто. Ќе се изгради нешто, ќе ти помогнемо за да се санира, вика, тоа, или да се руши, вика, до подрумот и да ти направимо едно спратче, вика. Друго ништо, вика. И ќе дојдемо, еве ги нема. Година и више пројде, гледам ги нема. Бране Глигориевски живее сам. Минатата година му почина неговата мајка. Социјален стан не му следува, затоа што ја поседува оваа куќа стара 1 век, која во секој момент може да се урне. Во понеделник 24 август ќе се спроведува августовскиот рок за упис во средните училишта. Полуматурантите кои во јуни и јули не конкурираа или немаа среќа да се запишат во саканото училиште, добиваат нова шанса. Во 4 јавни средни училишта на подрачјето на Гостивар има слободни места за 1504 ученици. Според податоците од општинскиот сектор за образование, во гимназијата може да се запишат 301 ученик, додека во средното економско 400. Медицинското училиште може да прими уште 167 осмоделенци, а средното техничко уште 636 во сите струки и на сите наставни јазици. Во претходните рокови најмногу ученици се запишале во гимназијата 175 и на медицина 105. Во техничкото училиште досега се примени 78, а во економското 42 ученика. Потребни документи за упис се пријава која се подигнува во училиштето, оригинални свидетелства од 6 до 9 одделение и извод од матичната книга на родените.
Резултатите од уписот во понеделник ќе се знаат веќе наредниот ден. Почитувани гледачи, во продолжение на регионалните вести, интервју со Дејан Крстевски, човекот кој што многу повеќе го знаат гостиварци отколку тетовци, меѓутоа еве можности тетовци Дејан да те запознаат. Поет, писател, кој што всушност причината зошто е денеска дел од ова интервју е неговата промоција на 2 книги. Првата книга збирка раскази Поглед кон небото, издадена декември минатата година, оваа година во печат излезе и Луѓе без лице, поезија, кој што, како што кажав, во април годинава излезе. Ова Луѓе без лице особено ми се допаѓа и сега автоматски следува прашањето каде шамарите ако немаат лице луѓето. Се шегувам. Дејан, интересно е што правиш една иста промоција на 2 книги. Зошто го правиш ова? Едноставно така се поклопија работите, настаните се одвиваа многу брзо, книгите излегоа една по друга за краток временски период и поради тоа е единствената причина затоа што за 2 книги ќе има промоција дури во понеделник на 24 август. Како замислуваш оваа промоција? Обично луѓето кои што не се уметнички души, да кажам, не ги сакаат многу, не ги обожаваат промоциите, затоа што сметат дека се нешто многу досадни, па прво пред промоциите нели би пиеле кафе некаде и би губеле време отколку да дојдат на промоција, па имам впечаток дека уметниците во последно време прават малку по-невообичаени промоции за да ги привлечат оние кои што сметаат дека истите се досадни. Точно така, значи на ова промоција нема само да се читаат стихови, ќе представува еден настан кој што ќе обедини повеќе уметности, значи ќе има музика, ќе има поезија, ќе има многу работи, да не откриваме се денес. Тоа е едноставно така, живееме во градови во кои што културата е сиромашна, не е на високо ниво. Најверојатно поради тоа сите автори се обидуваат да направат нешто поинакво за да го привлечат вниманието. Јас сметам дека имам интересни продукти, тоа се моите 2 книги и мислам дека ќе успеам да им го привлечам вниманието на гостиварци и на тетовци. И сега прашањето е како да се справиме со толку мал интерес за пишаниот збор, за читањето, за сите овие промоции, книги кои што не можеме да кажеме дека ретко ги има, дека ретко се јавуваат. Да, во последно време баш има зачестеност на издавање на книги. Справувањето според мене би требало да оди постепено и на некој поинаков начин, без наметнување. Мислам дека книгите треба да бидат достапни до секого, тоа ќе биде начин за читателите да можат да уживаат и да читаат. Ајде сега нешто повеќе за книгите, Поглед кон небото. Значи тоа е збирка раскази, што се има внатре во тие раскази, колку раскази содржи истата книга и од каде инспирација? Збирката содржи околу 15 на раскази, значи кои што се пишувани во текот на изминатите години, обработуваат различни теми. Темите се движат од психолошки, филозофски, обработувам најразлични прашања во книгата. Се обидувам да им пристапам на работите на начин на кој што луѓето се плашат и избегаваат. Јас не бегам од болката, од негативните чувства, тие се секојдневие. Тоа го прави вистинскиот психолог, е во положение оние кои што не те познаваат добро, не знаат дека твојата втора професија е всушност психологијата. Ако погледот кон небото го кажуваш на тие страници во оваа твоја збирка раскази, кој е твојот поглед кон животот? Мојот поглед кон животот е многу едноставен. Трагам по ситни задоволства кои што го чинат денот, трагам по нови доживувања, трагам по искреност меѓу луѓето, исто како што тоа го прави и секој човек.
се обидувам да пронајдам нови начини, нови погледи, да ги гледам работите во по-позитивно светло. Тоа би било тоа. Ја спомна искреноста, се помалку ја има, а како ја наоѓаш во луѓето без лице? Токму така, насловот е поврзан токму со искреноста, значи кај луѓето. Се одлучи в книгата да се вика луѓе без лица, затоа што сметам дека луѓето многу често се менуваат. Тие се секоја минута, секоја секунда нови луѓе. Дали е тоа поради новите доживувања, новите искуства, значи независно, дали е од нивните внатрешни емотивни состојби исто така, но мислам дека секој човек постојано се менува и дека секоја следна минута е различен. Поради тоа сметам дека исто така и луѓето на лицата на луѓето дека се променливи, безлични, понекогаш и без лице. Поезијата е нешто што за мене особено има големи вредности и чинам дека нималку не е лесна за создавање, за пишување, ако немаш инспирација. Неискрените луѓе и луѓето со маски, а без лице, веројатно беа твоја најголема инспирација за втората книга. Точно така, ова ќе биде единствената книга, најверојатно, што ќе ми посветам токму ним, на луѓето без лице. Кои се реакциите на читателите ден после издавањето на овие книги? Немаше официјална промоција, затоа ја најавуваме наскоро. Што беа првичните реакции, какви беа на луѓето на кои што имаше можности да им ги подариш овие книги? Точно, значи јас не пишувам за некому да се допаднам, пишувам чисто од своји хедонистички потреби. Токму поради тоа не ми е толку важна реакцијата на луѓето. Сепак морам да нагласам дека реакциите се движеа од една крајност во друга крајност. Во тоа е убавото. Точно така, во тоа е убавината. Убаво е кога некој ќе ти даде убав збор, кога твојата книга допрела до него, твоите зборови разбудиле, отвориле некоја нова врата во него. Единствено тоа ме тера да одам понатаму и да пишувам нови дела. Во продолжение, малку порелаксиран дел од овој разговор, се уште ли Парфем е твоја омилена книга и Калиопи омилена пејачка? Калиопи не е моја омилена пејачка, Парфем е една од најубавите книги кои што некојаш сум ги прочитал. И кој што одигра големо влијание во стилот и начинот на кој што јас творам, затоа што јас исто така пишувам многу мрачни дела. Нема да ги читаш додека си оваква состојба, после пораđаат више и така. Велиш мрачни дела, релативно млад човек со завршени 2 факултета, која е причината за пишувањето на вакви мрачни дела? Секогаш во животот на еден човек има и мрачен, меѓутоа и светол дел. Зошто секогаш ќе употребам збор се го офируваш оној твој мрачен дел? Да. Не знам, точно исто како што кажете, јас верувам дека во секој човек се крие и светла и темна страна. Мислам дека во моите дела е повеќе застапен на темната страна на човековото живење и обстојување, затоа што јас сум таков човек, јас сакам да пливам во тие води, сакам да се приближам поблиску до сите страдања, до болката. За мене тоа представува една огромна инспирација. Мислам дека е за љубовта, например, се напишани безброј песни, безброј романи. Тоа е више толку... Излитано ти е ова. Точно така, излитана работа. Мислам дека читателите на овој начин, преку моите книги, ќе можат да се запрашаат многу работи, кои се, што прават во животот. Дали нивните добри или лоши дела се засновани на нивните потреби, дали нивните добри дела се чисто алтруистични дела со алтруистична позадина, во која што ја искрено не верувам. Мислам и посакувам, значи со книгите да отворам еден нов свет кај читателот. Не би сакал да пишувам
книги за кои што читателите ќе си речат само окей, ова беше супер, го прочитав, го сватив, многу беше лесно за читање. Сакам да ги натерам да размислуваат. Обично уметниците имаат таленти за некои други работи. Покрај тоа што пишуваш, фотографираш и сликаш. Ако твоите книги во главно се мрачни, какви се твоите фотографии што има на нив? Моите фотографии се за нијанса поразлични од моите книги. Сигурно има многу дожд, сивило. Обожавам дождот, обожавам да пишувам кога врне дожд. Значи, креативниот импулс ми е најсилен кога има дожд и кога е такво времето. Летово ти беше сушно, значи. Слабо лето, многу слабо во однос на пишувањето, да. Го сакам дождот, го сакам мрачното време, сакам да го сликам дождот, го сакам звукот на дождот, верувам дека дождот пренесува некоја порака на секој кој што ќе го заслуша. Сосема за крај, еве ти можност да ги повикаш сите кои што моментално не гледаат на твојата промоција, уште еднаш да потсетиме што ќе се случува на истата и зошто треба да бидеме дел од неа. Еве да упатиме на покана до сите гледачи на КИС телевизија на 24 август, понеделник, во 18:30 часот да дојдат во Центарот за култура Асном во Гостивар, затоа што ќе се одржи промоција на моите две дела и таа промоција ќе биде поинаква од се друго што се случило досега. Некои гости да најавиш? Да, ќе има бенд, ќе очекувам исто така и специјални гости од Скопје, но за тоа на самата промоција. Се надевам дека ќе побудиме интерес еве со ова интервју до сите оние кои што моментално те гледаат. Ќе ти се заблагодарам за одвоеното време и се гледаме на промоција. И јас ти се заблагодарувам тебе. До гледање. Денес имавме сончево време со мала до умерена локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од променлив правец. Утринската температура се движеше од 10 до 19 степени, а дневната од 24 до 30 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време со мала до умерена локална облачност. Утринската температура ќе се движи од 9 до 18 степени, а дневната од 27 до 35 степени.